Здраво! Добре дојде на новата епизода на мојот подкаст. Во оваа епизода зборувам за често уверување кое што го носиме, особено тука во Македонија, тоа е ако не се нервираш за некој проблем, ти си лош човек. Епизодата настана буквално од една сеанса која што имав со клиентка, каде што таа дојде и рече: знаеш што, Елена, смачено ми е веќе да слушам од моите како не ми било срам што не се нервирам, затоа што тоа некаде значи дека сум лош човек. Знам дека тоа не е така и јас бев многу благодарна затоа што дефинитивно ми даде една многу убава идеја за подкаст. И би сакала малку повеќе да зборувам токму за ова уверување кое што го носиме сите, ама буквално мислам дека е многу вкоренето и се почесто го среќавам, го сретнував и како мала, мислев дека полека е исчезнато, но како се повеќе работам и со луѓе, и се движам, особено и со родители, меѓутоа и со млади други личности, сваќам дека грижата е многу длабоко прифатена во општеството. Она кое што всушност грижата го носи, односно нервирањето и грижењето за работите, е на некој начин како да префрламе дека доколку ние се грижиме, тоа значи дека ние превземаме одговорност. Доколку не се грижиме, не превземаме одговорност. И ова е многу интересна перспектива и мислам дека е многу важно да ја споделам, ама може би да ве поттикна малку повеќе да размислувате за ова. Колку е вистина дека грижата всушност е превземање на одговорност? Прво, што значи да се преземе одговорност? Да се преземе одговорност значи да ја имаме способноста да дадеме одговор на некое барање. To respond, односно responsibility, the ability to respond, да се даде одговор. Она кое што го прави грижата, нервирањето, мислењето, преокупирањето со одреден проблем, најчесто не е она кое што не носи до решението. И многу често ќе слушнете, наместо да размислуваш за проблемот, отпушти го проблемот, не размислувај на него, решението само ќе си дојде. Во целост не се согласувам со тоа, затоа што да, важно е да размислуваме за проблемот за да можеме да најдеме решение, но доколку се наоѓаме во некоја ситуација кога сме презеле се кое што било во наша можност или доколку сме презеле нешто и денот е 24 часа, ние некаде забораваме дека во другите 23, да речеме часа, ако еден час сме зеле, имаме капацитет да уживаме и да си го живееме животот. На крајот на денот, цел живот, постојано ќе имаме помали или поголеми проблеми. Не постои период во животот кога ние нема да имаме ни еден проблем. И тоа е нормално, и тоа е многу природно. Има многу личности кои што имаат отпор спрема зборот проблем, но јас би рекла дека не е ниту поентата да одиме па до тој екстрем, па да не ги гледаме проблемите, да забораваме на проблемите, да не сакаме воопшто да зборуваме за нив, затоа што тоа е еден друг негативен момент кој што многу често се поврзува со токсичната позитивност, но во гешталт терапијата често го викаме тоа дефлексија, односно наместо да го гледаме оно што е и да бидеме свесни за работите кои што се околу нас, ние многу често ставаме се во магла, фокусот го ставаме на нешто друго, и забораваме, односно потиснуваме, а истото нема баш добри последици. Добро е да се користи тоа кога, например, сме свесни дека не постои решение, па полесно нели фокусот да се смени, тогаш е во функција тој одбранен механизам, но многу често го правиме тоа сакајки да проблемот само себе се реши. Проблем си е проблем, важно е да го најдеме решението, но важно е да го најдеме балансот, а балансот е како и колку, односно кога да преземеме одговорност и на кое место може да го најдеме решението. Многу често во позадина на ова уверување стои перфекционизмот, и јас би рекла баш на нереални некои стандарди, затоа што доколку имаме перфекционистички тенденции, автоматски ставаме некои нереално високи стандарди и тоа може да не однесе во една состојба на константна грижа. Затоа што нормално не можеме да го постигнеме оно кое што сме го зацртале. И што кога сме константно под грижа? Постојано сме со кортизол, постојано сме во позиција на аларм, организмот не може да се опушти
И не само што не може организмот да се опушти, туку буквално ние не можеме да стигнеме до некакво решение. А зошто е тоа така? Затоа што кога е организмот алармиран, односно кога сме под стрес, истиот се труди да нас заштити, да ни обезбеди сигурност и не може да го прошири, односно да ги прошири границите, да најде нешто кое што е креативно или да успее креативно да се адаптира на промената или на оно кое што се случува во моментот. И затоа многу често, односно од тука доаѓа тоа пушти го проблемот, не размислувај за него, решението ќе дојде, затоа што се мисли на тоа немој да се грижиш, односно нели пушти ја грижата, затоа што само смирен можеш да видиш како е од страна. Исто да се случува и на психотерапија. Јас не сум внатре во проблемот, го слушам, го гледам, имам представа, можам да се ставам во мета перспектива, да ги видам сите страни, да не заземам ни една страна, да не бранам никого и да можам со чист ум, нели, да ја видам ситуацијата. Оно кое што од друга страна, мислам дека е многу често, тоа е срам и вина. Односно, ако сме растени во средина каде што многу често срамот и вината се користени како мотиватор, да не се лажеме, во Македонија тоа е многу често, ова е нешто кое што се интернализира, каде што грижата всушност станува знак на превземање на одговорност и како резултат недостатокот на грижа најверојатно значи дека ние не сме морални, дека ние не сме добри луѓе. Доколку се наоѓате тука, тогаш е време да работите малку повеќе на ова уверување и може би да освестите или да проверите што навистина грижата ви помогнала или ви донела. Или пак како изгледа таа грижа. Сигурно сте го гледале тоа некаде, затоа што ова може би и научено однесување, каде што некој лелека, плаче, кука, нели и така натаму, но не превзема нешто. Значи, во ред да има период на кукање, плачење, лелекање, тагување и така натаму, но исто така понатаму во некој одреден период да следува некаква акција, доколку е можно. Најчесто, скоро секогаш е можна некоја акција која што може да донесе решение. Доколку имате вина, доколку имате срам, тогаш ова е нешто кое што ќе ви треба можеби малку повеќе време. Затоа што природна тенденција на барање екстерна, односно надворешна валидација ќе постои. Затоа што кога надвор некој ќе каже дека окей, добро е, вака е, нели кога ќе валидира таа грижа која што имаме, се чувствуваме како да сме завршиле нешто, како да сме направиле нешто, но се чувствуваме многу често како вклучени во процесот. И сега, доколку станува збор за некој семеен проблем, семејна динамика, ако сите сме вклучени во грижата, значи дека припаѓаме во семејството. Значи дека семејството не прифаќа, значи дека семејството нели ние сме дел од семејството, дел од семејната динамика, помагаме на ближниот кој што го има проблемот и така натаму, затоа што многу често во семејството може да се случи на отегјување од типот на ако ти не се грижиш, значи ти не сакаш, ти не припаѓаш тука. Како можеш ти да си среќен, брат и сестра ти не? Како можеш ти да се радуваш или да го живееш животот дека се случува ова и ова? Сега тоа е многу болна и деликатна тема, која што верувам дека можам да зборувам уште 88 минути на истата, но чисто доколку некаде се пронајдевте, барем останете свесни дека станува збор за таа проблематика, затоа што реалноста па и не е баш така. Затоа што секој има свој живот и на крајот на денот тоа што се грижиме заедно и сите заедно пропаѓаме, значи дека нема да остане некој силен кој што ќе може понатаму да разреси нешто. И овде е таа когнитивна дисторзија која што се јавува. Значи, црно-бело размислување. Да ги гледаме работите како потполно добри или пак потполно лоши. Или па да си катастрофизираме. Да очекуваме најлошо нешто што може да се случи. И само доволно е да се освестите дали постојат овие, доколку постојат, да знаеме дека окей, има многу нијанси. И ние скоро секогаш имаме капацитет паралелно и да се грижиме, односно да бараме решение и да си го живееме животот. Значи, ние сите имаме капацитет и да се сепарираме и да се поврзуваме во исто време за различна работа. Значи, тоа е баланс во животот кој што
тече. Ако имаме одреден проблем, не значи дека животот е престанал и застанал и дека буквално се што правиме ќе биде вклучено таму. И секако оно кое што е многу важно, да се погледнат оние темелни уверувања, затоа што најчесто токму доаѓаат од таму. И тоа е нешто кое што се прави при работата на себе, каде што се бива во контакт со овие темелни уверувања, од каде доаѓаат, како може да ги предизвикаме, односно полека да ги менуваме и да почнеме да го менуваме нашиот темел одново, како куќата, нели, би нараснала и поголема и поцврста и поздрава. Нешто кое што може тука да помогне е здравата емоционална регулација, секако познавање добро на себе си и нормално менување на ова чувство на одговорност, затоа што на крајот на денот верувам дека секој ќе се согласи дека дефинитивно грижата не е одговор, односно не е превземање одговорност. Да, во ред е да постои ниво на ова што го направив не беше добро, нели една здрава критика, една здрава релација со што е добро, што не е добро, или леле ова навистина е преплавувачки, тешко и така натаму, но не е превземање на одговорност. Многу работи може тука да помогнат, секако промена на фокусот е многу значајна. И само важно ми е некако што оваа тема ја споделив затоа што ја гледам често и со огромна благодарност кон клиентката која што ми ја донесе. Бидејќи на крај на денот многу често голем дел од анксиозноста и она под стресом и така натаму всушност доаѓа од ова. Не доаѓа од самиот настан кој што се случил, туку од оној момент на претерано размислување, нели на overthinking, каде што постојано размислуваме за проблемот, го обмислуваме, зборуваме за тоа, но не зборуваме од позиција на смиреност, на прифаќање, од позиција на окей, постои, го гледам. Значи не ставам магла, го гледам, знам дека е тука, дај да видам што можам да направам. Затоа што ако јас сум под стрес, ако јас сум закочена, ако мојот организам е под аларм и се брани, се штити, мисли дека е под многу голема опасност, јас во тој момент не можам да се опуштам и да најдам креативно решение. Јас во тој момент не можам да се опуштам и да размислам, чекај, каде да побарам помош, кој може да ми помогне, кого можам јас да прашам за совет, за препорака, за менторирање, каде можам да го најдам лекот на ова и ова. И затоа тука само сакам да ве поттикнам, доколку се пронајдовте или пронајдовте некој близок, може да му испратите епизодата, чисто да го поддржите, дека е многу важно во тие периоди да животот продолжи, да ставиме фокус на личниот раст и развој, на вадење од онаа стрес состојба на стрес и да го направиме оно што најдобро можеме, односно да го смениме овој фокус на што значи да се преземе одговорност. Дали е одговорност внатре во главата, односно акција во главата да постојано мислиме, или е реална акција која што ја правиме на дела. Ви благодарам што останавте до крај на оваа епизода. Отворена сум да ми споделите различни вакви уверувања кои што ги гледате на нашето поднебие, па би можела за секој од нив да снимам по некоја кратка епизода. Поздрав!